Добро вечер, почитувани гледачи на првиот програмски сервис на Марата. Почнува информативно-аналитичкиот магазин 360 степени, вечерва со фокус на следните теми. 6 операциони сали на хируршките клиники промовирани пред 3 месеци како комплетно реновирани се уште не функционираа. Во екот на тезите дека македонскиот идентитет е загрозен, законот за македонскиот јазик никако да профункционира. Ова лекторирано сопштение од влада или? Според мене не личи дека е. Влеговме во строго обезбедуваниот украински центар за справување со дезинформации. Судската влада направи извештај во кој се фрла сомнеж дека се местел Советот во Битолскиот суд, кој што на крај го пушти Марковскиот притвор. Има ли постапка против судиите? Едно пред камера, друго најаве. Ако требаше да има, тоа би бил насловот на нашата вечерашна емисија. Почнуваме со ресорот здравство. Недостасуваше само претседателката за целиот државен врв да присуствува на промоцијата на 6 реконструирани хируршки сали во клиничкиот центар во Скопје на почетокот на април годинава. Уште лани пак во декември, министерот за здравство објави дека е при крај реконструкцијата на Карил. Ги броиме последните денови од јуни, а ниту се оперира во салите промовирани како комплетно реконструирани, ниту е завршена обновата на Карил. Славица Филиповска-Иванова. Беше 6 април кога делегација во проширен состав, предводена од премиерот Христијан Мицкоски, се појави на промоција на 6 реновирани хируршки сали во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје. Премиерот го придружуваа министерот за здравство Азир Алиу, првиот вице-премиер Беким Сали, дојде и претседателот на Собранието Африм Гаши, директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски, а присутни беа и директорите на ресорните клиники. Денес ми е голема чест да бидам присутен и да ги отвориме 4 нови сали кои што се комплетно реновирани на одделот на хирургија. Сали кои што навистина имаат светски квалитет, сали кои што имаат гаранција 100 години на инфраструктурата внатре. Само да напоменеме дека сега се пуштени 6, односно ќе бидат пуштени 6 сали. Се очекува за неколку месеци од денеска уште 4 дополнителни сали да бидат пуштени, со што ќе го заокружиме процесот од 10 вакви современи, би рекол, многу модерни сали. Од 6 сали што првично се обновуваа, 2 се за Тоарилуц, 2 за клиниката за урологија и 2 за детска хирургија. Повеќе од потребни се, па добија место и во централните вести. Клиничкиот центар доби 6 целосно реновирани хируршки сали. 6 целосно реновирани операциони сали се ставени во функција. На хируршките клиники пуштени во употреба реконструираните 6 операциони сали. По пресконференцијата дента на 6 април, и владата и здравство лиферуваа соопштенија во кои се говори за комплетна, односно целосна реконструкција на 6 операциони сали. Сепак, 2,5 месеци подоцна, промовираните 6 операциони сали се уште не се користат. Тоа беше повод да прашаме во Министерството за здравство, кој е носител на проектот, дали и каде закочи работата и зошто доколку не се готови салите, уште во април се случи промоција. Од здравство ни одговорија писмено. Во дописот велат дека априлската презентација била за завршувањето на главните градежни, инсталатерски и опремувачки активности, предвидени во таа фаза. Иако, како што веќе споменавме, на 6 април ресорното министерство соопшти дека е направена комплетна реконструкција. Дополнуваат дека во моментов се прават проверки. Пред започнување со оперативни зафати, неопходно е да бидат завршени задолжителните технички и санитарно-хигиенски проверки на хируршките сали. Во моментот, во тек е валидација на параметрите на термотехничките системи, вклучувајќи температура, влажност, притисок и други параметри значајни за безбедното функционирање на операционите сали. По низиното завршување ќе се извршат потребните микробиолошки испитувања, односно земање брисеви, за што се потребни приближно 3 до 4 дена. Доколку резултатите потврдат дека се исполнети потребните услови, 6 операциони сали ќе бидат пуштени во употреба веднаш по завршувањето на овие постапки. Од здравство сега велат дека салите се обновуваат во неколку етапи и дека допрва ќе се пуштат во употреба. Реконструкцијата е организирана фазно, со цел да не се прекине целосно извршувањето на хируршките интервенции.
По пуштањето во употреба на првите 6 сали, ќе продолжат активностите во преостанатите 4. Точната динамика за нивното завршување ќе биде утврдена во согласно со текот на работите и потребата да се обезбеди непречено и безбедно функционирање на клиниките. Што поскоро отворање на операционите сали е од големо значење за засегнатите хируршки клиники. Затоа ги побаравме првите луѓе на трите споменати клиники – Тоарилуц, урологија и клиниката за детска хирургија. Иако е во странство, прв ни одговори ВД директорот на детска хирургија, Лазо Јовчески. Тој нема точна информација кога салите бе биле пуштени, бидејќи проектот го води ресорното министерство. Но ни изјави дека салите имале недостатоци. Пред известно време на состанок во Министерството помеѓу представници на изведувачот, клиниките и инвеститорот, од страна на директорите на клиниките беше укажано на низа недостатоци во изведувањето на проектот, за кои изведувачот презе да обврска дека ќе ги отстрани. За ова постои документација во Министерството. После коригирањето на недостатоците, ќе чекаме употребна дозвола и ќе ги тестираме инсталациите за електрична енергија, инсталациите за гасови, вентилацијата. И доколку соодветствуваат на попишаните стандарди, ќе спроведеме микробиолошки тестови неопходни за почеток на работа на салите. Од погоре наведените причини, не би можел да одговорам кога ќе профункционираат салите. Се надевам дека ќе биде многу скоро, но тоа е надвор од нашата контрола како установа. Во меѓувреме, детска хирургија се снаоѓа, за да не трпат пациентите. Работиме во една од двете операциони сали на клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Оперираме во 3 смени, и ние и колегите од клиниката за пластична хирургија. Елективната програма ја работиме во прва и втора смена, а итни операции работиме практично 24/7. Неретко докторите се по 12 часа во операциона сала, а се случува дежурствата, односно ангажманот, да им трае и по 30 часа и повеќе без престан. Во овој период, сите пациенти на кои им била неопходна хируршка интервенција на клиниката за детска хирургија се навреме згрижени и оперирани. Искрено се надевам дека реконструкцијата на целиот оперативен блок на хируршките клиники ќе заврши ден поскоро на задоволство на персоналот на клиниката и во интерес на здравствената заштита на нашите пациенти. По 2 од 6 промовирани сали чекаат и Тоарилуц и клиниката за урологија. Тоарилуц е клиника која ги обединува травматологијата, ортопедијата, анестезијата, реанимацијата, интензивното лекување и ургентниот центар. Директорот на оваа клиника, Игор Мерџановски, првично ни кажа дека се координира за да ни даде изјава, но до затворањето на прилогот не добивме негов став. Изјава во камера не даде ни директорот на урологија, Башким Шабани. Телефонски ни посочи дека во моментов се спроведува технички прием, но и дека операциите не се во застојот и персоналот работи во 2 смени. Реконструкцијата на операционите сали е договорена кон крајот на 2024 година, уште кога во здравство министеруваше Арбен Таравари. Договорот со фирмата Стентон Градба тежи 4,5 милиони евра, а проектирањето, ревизијата и изведбата се предвидени по принципот клуч на рака. Последните 10% од сумата, пишува во договорот, ќе бидат исплатени по целосно извршени градежни работи и добиен позитивен извештај од технички прием. Но освен хируршките клиники, подновување треба да добие и одделот од Тоарилуц за анестезија, реанимација и интензивно лекување, познат по кратенката Карил. На терен стојат поставените тараби и информативни табли за изведба и реконструкција на овој оддел. Изведувач е Универзал Балкан. Според договорот од март 2024, реконструкцијата на Карил чини околу 2,3 милиони евра, пари кои треба да се исплаќаат по времени ситуации, при што последната исплата треба да биде во 2026 година. На договорот е потпишан тогашниот министер Илир Демири. Со оглед на тоа што Карил е во служба за најкритичните пациенти, прашавме како функционираат во меѓувреме. Директорот на Тоарилуц, Мерџановски, не ни одговори на ова прашање. Од Министерството за здравство, кој е носител на проектот, велат: активностите поврзани со реконструкцијата се планираат и спроведуваат фазно, во координација со здравствената установа, стручните служби, изведувачот и надзорниот орган. Поради специфичната намена на одделот и потребата да се обезбеди континуитет во лекувањето на пациентите, динамиката на работите се усогласува со организацијата на здравствената дејност и со исполнувањето на сите технички и безбедносни предуслови.
Реконструкцијата за Карил би требало да заврши наскоро, тврдеше Министерството за здравство уште во декември. Но и тука, како и за хируршките сали, прашање е кога просториите ќе профункционираат не за политичка промоција, туку за оние на кои најмногу им требаат. Пред објективите многу политичари во Македонија се спремни и животот да го дадат за македонскиот јазик. Таков е впечатокот ако во континуитет се следат јавно искажаните ставови на власта и на опозицијата во условно кажано македонскиот политички кампус. Но што се случува не пред камерите, туку во практиката. Владата, на пример, има само еден лектор, па и не е изненадување што соопштенијата за активностите на премиерот содржат јазични грешки. Историјата е на Галена Николовска-Ризвановиќ. Како треба да се употребува македонскиот јазик е прашање што земјава го има уредено со закон од 1998 година. Во 2024 година стапи во сила нов закон за истата проблематика. Со него се предвидоа повеќе механизми за почитување на стандардната јазична норма. Еден од нив беше да се лекторира секој службен текст на законодавната, извршната и судската власт, локалната самоуправа, учебниците и медиумите. Оваа обврска ни беше и најподатлива за почетокот на нашето мини истражување како и колку се спроведува законот во практика. Ги проверивме извршната и судската власт, но и опозицијата. СДСМ неодамна одржа тематска пресконференција за непочитувањето на законот за употребата на македонскиот јазик. Вака најмногу ми паѓа во очи несоодветната употреба на големата и малата буква. Например, законот за употреба на македонски јазик би требало, бидејќи тој закон е веќе донесен, усвоен, да биде со голема почетна буква, а придавката македонски со мала буква. Да, гледаме дека се провлекува тоа со голема, нема таква потреба. Исто така името на собранието. Исто го пишуваме со голема почетна буква, што нели не е тука случај. Сега македонски јазик се повторува неколку пати со голема буква напишан. На сите места треба со мала да е напишано. Да, на сите места, освен кога е нели на почеток на реченица. Ова соопштение пред да биде објавено поминало низ лекторски очи или не? Мојот впечаток е дека не. Зашто често знаат моите колеги да кажат дури лоша лектура и лектура. Следна за проверка ни беше власта. Поточно анализиравме соопштенија на владата која би требало да има далеку поголеми капацитети од една политичка партија. Нашиот избор беше настан на кој премиерот Христијан Мицкоски зборува за изборот на локација за нов клинички центар. Насловот го одминавме. Може би имаше забелешки за насловот. О, да, има, да. Многу често вака, да, кога читаме текстови, тоа не може да се забележи во говорен јазик. Има правописни интерпункцијски грешки. Од запирки се употребува цртичка наместо црта и обратно. Еве тука е многу воочливо во насловот наводниците. Значи има влезни, нема излезни. Тоа и предпоставувам исто од брзање, невнимание. И исто така што името нели на базенот, на болницата и на поликлиниката соодветно би требало да биде во наводници Букурешт. Грешки откривме и при употребата на цртичка, како и во така наречените полунаводници кои се употребуваат при цитирање. 5 центарот би требало да биде напишано со цртичка помеѓу, камен темелник исто со цртичка, бидејќи камен е атрибут на именката темелник. Тоа ми е вака на прва. За овде не прашав ова лекторирано соопштение од влада или? Да бидам искрена, не сум сигурна. Че не можам да кажам ниту со сигурност дека не е, ама според мене не личи дека е. Од судската власт лекториравме соопштенија на Врховниот, Апелацијски и Основен суд. По случаен избор како пример ни послужи пресуда од Битолска апелација. Дилемата се појави уште на почетокот.
Не ми е тука интересно и верувам дека голем дел од колегите би се согласиле околу името на судот. Секогаш таа наставка со ионен, апелационен би требало да биде апелациски. Да. Овде веќе станува збор за друг стил, веќе не сме во новинарскиот, туку во административен. Добро. Судски подстил, кој си има свој карактеристичен јазик. Формата огласен е за, наместо е огласен за виновен. Или, например, изречена му е санкција, а би требало му е изречена санкција. И тоа е повеќе во духот на македонскиот јазик, но се помалку го гледаме во практиката. Еве, бидејќи ме праша дали сметам дека се лекторирани претходните текстови, се пресудава, исто не сум сигурна. Па до трите адреси се обративме со прашање дали имаат вработено лектор. Од СДСМ не добивме одговор. Од владата информираа дека имаат вработено еден лектор. Од апелацискиот суд Битола одговорија дека немаат. Ангажирањето лектори во јавните институции не е прашање на избор, туку е задолжително со новиот закон за употреба на македонскиот јазик. Председателката на Сдруженијето на лектори Елизабета Бандиловска вели дека и покрај законската обврска на терен се си е постаро. Вработувањата на лекторите повеќе ги нема, одошто ги има, че мал е бројот на институциите кои што во меѓувреме вработија лектори, почнувајќи нели од судската, законодавната, извршната власт, да не зборуваме за институциите кои што се дел од културата, нели музеи, библиотеки, други јавни институции кои што се буџетски корисници, факултетите, сите кои што по закон треба да работат или да ангажираат лектор. Знаеме дека и претходно постоеше закон за употребата на македонскиот јазик, но остана само на хартија. Впечатокот е дека сега и овој нов закон некако така се провлекува, повеќе декларативно. Сдруженијето брои околу 140 лектори, но нема прецизни податоци колку од нив успеале да се вработат во последниве 2 години откако законот е во сила. Дел од нив се вработени во медиумите, помал дел, речеме 1 до 20 лектори имаме во Централен регистар, во Министерството за култура еден лектор, колку што знам, Институтот за македонски јазик, немам информација дали во владата има лектор, Министерството за образование и наука, мислам дека нема лектор, општина, знам дека општина Кочан има вработен лектор, во училиштата има лектори кои што се наставници, кои што го предаваат македонскиот јазик и истовремено се лектори, па претпоставувам дека се ангажирани за лекторирање на текстови документи кои што одат во официјална комуникација, во медиумите има, меѓутоа Се сгрешам ако кажам дека на прсти се бројат. На прсти се бројат. Кои што ги знаат. На прсти се бројат институциите кои што имаат вработено лектор. Колку и како се спроведува законот за македонски јазик е прашање кое изминатиот период гласно одекна во јавноста откако председателката на Советот за македонски јазик Симона Груевска-Маџоска поднесе оставка од функцијата. Таа, иако првично не сакаше да коментира за причините за оставката, јавно одлучи да проговори по изјавата на министерот за култура Зоран Љутков, кој посочи дека оставката била поднесена од лични причини. Главната причина за оставката е односот на министерот за култура и туризам и државниот секретар во Министерството за култура и туризам. Последната капка што ја прелеа чашата беше забраната јавно да ги кажам забелешките на јавната расправа за националната стратегија за културата, кои што се однесуваат на делот за македонскиот јазик. Забелешките, како што вели Груевска-Маџоска, биле поврзани со националната стратегија за македонски јазик, која по прв пат се подготвува и е предвидена со новиот закон. Но и во овој дел, како што вели, наишла на незаинтересираност од надлежното министерство. Значи, националната стратегија има рок на изработка до крајот на октомври оваа година. Значи, немавме многу време. Исто така, немавме ни техничка помош, ниту консултанти за изработка на оваа национална стратегија, што не е случај со другите национални стратегии, како што ми беше кажано. Самите од работната група почнавме да ја правиме, меѓутоа логистички јас немав ни за тој дел никаква помош, па од членот што беше поставен делегиран од Министерството за култура, што е во работната група,
Немав апсолутно никаква помош, па дури и записниците си ги пишував сама откако ќе заврши состанокот. Но освен забелешката дека државата не покажува интерес за стратегијата, Груевска Маđarска е критична и кон волјата на властите да ги спроведат и другите аспекти од законот. Например, ставањето во функција на Инспекторатот за македонски јазик, кој повеќе од една година има само директор. Како што знам јас од директорката, уште ланската година се побарани 12 места за инспектори, од Министерството за финансии била одбиена, потоа намалила на 8 места, повторно била одбиена и сега се добиени 5 места за инспектори. А инспекторите кога ќе се вработат, треба да поминат една година обука. По вработувањето, значи? По вработувањето. Тоа значи дека уште една година нема да може да се врши инспекцијски надзор. Инспекторатот за македонски јазик е формиран како ново тело врз основа на Законот за употреба на македонскиот јазик од 2024 година. Директорката Менче Андреева е назначена на чело на институцијата минатата година. Таа не се согласува со тезата дека ништо не се прави во однос на спроведувањето на законот. За најгорливиот проблем, вработувањето на инспекторите, вели дека треба да се земе предвид изборниот период. Во оваа година мораме да го предвидиме и периодот на избори, кога не можевме да вработуваме инспектори. Значи имавме на располагање само неколку месеци, а за тие неколку месеци ние успеавме да добиеме согласност и да започнеме со постапката за вработување моментално на 5 инспектори. Секако во иднина постапката ќе продолжи и понатаму и бројката ќе се зголемува во иднина. Зошто само 5 инспектори за почеток? Тоа е... Министерството за финансии не сакаше да даде согласност за повеќе? Па ние во последното барање толку побаравме, значи побаравме вработување на 5 инспектори и таа согласност веќе ја имаме. Во иднина секако постапката реков дека ќе продолжи со бројката ќе се зголемува и во иднина. Кога очекувате да почнат со работа инспекторите? Така, значи откако ќе помине постапката за вработување, тие ќе започнат, тие ќе бидат официјално вработени во инспекторатот за употребата на македонскиот стандарден јазик како инспектори по македонски јазик. Една година од денот на нивното вработување, тие ќе треба да посетуваат практична обука. По завршувањето на обуката, односно после една година, во рок од 3 месеци тие имаат законска обврска да го полагаат испитот за инспектор и да се здобијат со лиценца за инспектор. Во однос на проблемот со ангажирањето лектори во институциите, Андреева потврдува дека најголем дел од нив немаат, но додава, има се повеќе институции кои ја менуваат систематизацијата со која се предвидува и работно место лектор. Институциите треба да го почитуваат законот и препораката од моја страна е овој временски период да го искористат за да можат да го испочитуваат законот, да вработат лектори, да ги лекторираат своите акти и оние документи кои што се меѓуинституционални, и оние документи кои што ги објавуваат на своите веб страни, така што едноставно мојата порака е да го почитуваат законот за употребата на македонскиот јазик. Предвидени се казнени одредби. Да. Колку се движат казните и кој ќе ги спроведе, кој ќе ги казни институциите? Така, па инспекторатот за употребата на македонскиот стандарден јазик е тој кој што треба да го спроведе законот и секако да постапи според законот за употребата на македонскиот јазик и да ги казни онака како што се предвидени казните. Во законот се предвидени парични казни до 3000 евра, зависно дали станува збор за физичко или правно лице, па и од видот на прекршокот. А дел од прекршоците се неупотреба на македонскиот стандарден јазик на јавни настани платени од буџетот, објавување нелекторирани текстови, емитување програма со нелекторирано титлување или синхронизација, објава на нелекториран рекламен материјал. Имајќи предвид дека дури и владата не успева да си ја заврши оваа обврска како што треба, се чини долг и трнлив е патот на малкутемина на кои всушност им е доверена задачата – да се грижат за правилна употреба на македонскиот јазик. И понатаму сте со 360 степени. Пред околу 3 месеци судскиот совет усвои извештај без ниту еден глас против во кој се фрли сомнеж дека основниот суд во Битола го местел кривичниот совет кој на крај го пушти бизнисменот Борче Марковски од притвор.
Имајќи го предвид овој факт и тежината на сомнежите, тропнавме на повеќе врати во правосудниот систем со прашање. Дали некој покрена постапка за да се санкционира оној или оние што, како што заклучи самата судска власт, наверојатно се огрешиле. Подетално од Александар Димитриевски. Беше вест на денот кога на 9 октомври јавното обвинителство го приведе битолскиот бизнисмен и почесен конзул на Белорусија во земјава Борче Марковски. Борче Марковски со години важи за највлијателен бизнисмен во Битола и регионот. Неговата компанија, основана во 2002 година, само лани остварила приходи од над 45 милиони евра. Марковски и 7 други лица беа осомничени за кривични дела поврзани со јавна набавка за дислокација на погонски станици од ТЕЦ Осломеј во Рек Битола. Иако опремата воопшто не се планирала за во Битола, бил спроведен тендер, подпишан договор во висина од околу 1,7 милиони евра, а Марковски компани како добитник ги демонтирал машините од Кичево, ги донел во Битола и ги оставил немонтирани во кругот на Рек Битола. Случајот остана прва вест и следните денови, откако Битолскиот суд одби да го смести Марковски во затворски и одреди куќен притвор. Почитувани, срамна одлука на судот. Дали поради притисокот од политиката, дали поради аргументите во жалбата на обвинителството, Борче Марковски на крај доби мерка затворски притвор. Веднаш после Нова година стигна и обвинението. И тогаш Битолскиот суд донесе одлука да го пушти од притвор во замена за мерки за предпазливост и гаранција од 5 милиони евра. Додека почесниот белоруски конзул Борче Марковски веќе е на слобода, Битолскиот суд се пофали дека му земал гаранција 3 пати повисока од онаа за што се товар. Овој пат ниту обвинителството, ниту некој друг успеа да го поколеба судот. Борче Марковски на слобода го дочека прифаќањето на обвинението против него. На слобода го дочека и стартот на судскиот процес кој се одвива во основниот суд во Струга. Првото рочиште требаше да се одржи вчера. Причина за одложувањето е тоа што еден од обвинетите има ангажирано нов бранител поради повреда на претходно ангажираниот бранител, односно фрактура на екстремитет. Следното рочиште е закажано за во септември. На Марковски, рековме, му се суди во Струга. Но неговиот случај предизвика бранување и овде, во Скопје, во судскиот совет. Кој слушна, кој не слушна, но судската влада направи извештај во кој се фрла сомнеж дека се местел советот во Битолскиот суд, кој што на крај го пушти Марковски од притвор. Поголемата вест тука е што и покрај таквиот заклучок се си продолжува по старо. Контролата во Битолскиот суд ја правеа 3 членки на судскиот совет: Павлина Црвенковска, Данка Ристова и Сузана Јошевска-Анастасовска. Ги анализирале сите предлози за мерки за осомничените во предметот во кој осомничени Борче Марковски. Само за него, кога требало да се одлучува по жалба за укинување на притворот, се случила следната околност. Судијата која била известител и председател на Кривичниот совет го составила советот дури на 16.1.2026 година, односно 23 дена откако предметот е бил даден во работа, иако предметот е итан, со оглед на тоа дека се бара укинување на мерката притвор. Зошто советот не бил составен порано? Една судијка била иземена бидејќи постапувала во претходна постапка. Но малце за работната група беше интересен фактот дека таа сепак постапувала во овој ист предмет за друго барање на 12.1, па чудно е како можела да постапува во КС на 12.1, а на 16.1 не можела да постапува. Друг судија пак бил исклучен од АКМИ системот на 5 јануари бидејќи побарал одмор. Иако барал одморот да му почне една недела подоцна. Па не е јасно зошто е исклучен од АКМИСот на 5, кога за 8 и 9 кои биле работни денови, бил на работа и можел да биде дел од советот. Така, советот бил комплетиран со еден граѓански судија, а последниот член била председателката на судот која на денот на одлуката се вратила од одмор. Постои оправдан простор за загриженост дека одредени действија на судии во Основниот суд Битола можеби се извршени на начин што би укажал на нестручно и несовесно постапување и ваквите околности потенцијално може да го загрозат начелото на правично судење како и јавната доверба во судскиот систем. Ниту еден член на судскиот совет не гласаше против ваквиот заклучок. Констатирам дека извештајот е усвоен.
Од оваа седница на Судскиот совет поминаа 3 месеци. Па, поред, се обративме кај сите институции инволвирани во предметот. Прво, во Судскиот совет прашавме дали се поведени постапки, во која фаза се, ако се поведени. Ако нема постапки, дали и како ќе се санкционира постапувањето на судот. Ова е целосниот одговор. Постапките за утврдување на одговорност се од доверлив карактер, се водат без присуство на јавноста заради почитување на угледот и достоинството на судијата, председателот на судот. Се обративме до јавното обвинителство имајќи во предвид дека реферирањето за извештајот беше јавно и пренесено во дел од медиумите. Таму прашавме дали имаат преземено формални чекори во врска со постапувањето на Битолскиот суд и ако да, какви? Заради доверливост на постапката, јавното обвинителство не е во можност да открива дали истражува одреден случај или лице, додека не потврди основаност на сомнение дека е сторено кривично дело. Сите информации кои упатуваат на елементи на кривично дело се предмет на постапување на јавните обвинителства. Извештајот на Судскиот совет до овој момент не е доставен до обвинителството. Став за извештајот на Судскиот совет и наодите во него побаравме од повиканиот, Основниот суд во Битола. Ова е интегралниот одговор од таму. Извештајот на работната група на Судскиот совет не е доставен до Основниот суд Битола, поради што не можеме да се произнесеме по однос на истиот. Во секој случај, Советот од член 25 став 5 од Законот за кривичната постапка постапуваше стручно и совесно, а согласно Уставот, законите и меѓународните ратификувани договори. Доколку се чита меѓу редови, некои од одговорите на институциите како да сугерираат дека за случајот се постапува. Докаде ќе се стигне и ќе одговара ли некој, не може да се прочита ниту меѓу редовите. Висок морал и мотивација не се единствениот, но се еден од клучните фактори за да се добие војна. Нема држава во Европа што го знае ова подобро од Украина во моментов. Од главниот град Киев, Владимир Мирчевски ни ја носи приказната за руското информацијско бомбардирање, чија цел е да го скрши духот на противникот и украинските противмерки. Во Украина војната не се води само на фронтовите на истокот и југот на земјата. Не се води ниту само на житните полиња како што покажавме. Се води и преку екрани, алгоритми и социјални мрежи. Moscow has redoubled its efforts in disinformation warfare. Russian has taken the disinformation crown. Russian national for their global malicious cyber operations. Пристапот на Кремљ е повеќе слоен, од класични сајбер напади и обиди за пробивање на класифицирани информации од украинските одбранбени институции до нешто многу пософистицирано. Влијание врз јавното мислење преку манипулација со емоции, факти и перцепции. Затоа веќе постои посебен термин – ФИМИ – странско мешање и манипулација со информации. Во време кога секој со себе има мобилен телефон, преплавен со секакви информации, битката на тој фронт не се добива со војници, тенкови, дронови. Битни се конзументите на информациите и колку тие се подложни на таквото влијание. Тука во Киев, одговорот на оваа повеќе димензионална закана е исто така составен од низа слоеви. Новинарски тимови специализирани во разоткривање лажни наративи, граѓански организации кои помагаат во процесот, но и самата држава преку институционалниот одговор. Една од тие редакции е Тексти, онлайн медиум од Киев специализиран за дата новинарство. Нивно истражување ги довело до 21 веб-сајт кои ширеле руска пропаганда во Чешката република. Друга длабинска анализа открила координирана кампања против украинското државно раководство. We find that farm of bots in TikTok and can see here that connection between these accounts, yeah, they have similar name, similar root name and similar picture, but they spread in destructive narratives against Zelensky. And we saw how they try to rise people against government. Но наместо да ги демантираат поединечните лаги, тие се обидуваат да го разберат системот што стои зад нив. Ми не займаємося спростуванням, ми займаємося саме дослідженням
які найпоширеніші наративи або які нові наративи, для чого вони виникають, як вони поширюються, і, звичайно, досліджуємо соцмережі, де вони там засідають, поширюються, і специфіку. Серхио об'яснува што подразбира под специфічність. Ми просто можемо дослідити не лише YouTube, там якісь канали в YouTube як джерело, а й можемо пояснити, чому саме пропаганда використовує YouTube. Як вона використовує систему рекомендацій YouTube для того, щоб поширити, або як це відбувається в TikTok, які лазівки знаходить пропаганда, так, креатори деструктиву, там, як вони використовують алгоритмічні системи для того, щоб просувати там пропаганду. За британскиот новинар со украинско потекло Петар Померанцев, кој со години ја истражува руската пропаганда, проблемот е многу поширок од она што најчесто го нарекуваме дезинформации. We're talking about propaganda, mass influence, which ranges from active measures, which is what I think people mean by disinformation, which is a very specific and very small part of it, which are small deceptive campaigns to undermine cohesion and to target individuals often, through to what always used to be known as propaganda, just attempts at mass influence and cultural change. And a country like Russia will be working across the full spectrum. So I think defining this field as disinformation was always troubling for me. It's one part of a very large spectrum of activities. Померанцев ја користи метафората сендвич, повикувајќи се на Игор Щедрин, еден од најдобрите експерти за руска пропаганда и когнитивна војна во Украина. Warfare is the sandwich, is the meat in the middle of the sandwich. That's the kinetic part, the bombings, the attacks. And then the cognitive piece comes from both sides. It both looks to achieve very tactical aims to help and advance, undermine morale and army, very, very small tactical aims. And then the larger aims, where essentially the whole of Russia's warfare is an attempt to impose a story that Russia has the right to dictate terms to smaller countries, impose the story that Russia is an empire, and impose the story that Ukraine doesn't exist. И меѓународната заедница, која од февруари 2022 силно застана зад Украина, е инволвирана во справувањето со руското мешање и ширење дезинформации. Например, британскиот Foreign Office, листат од 40 ентитети и лица санкционирани поради вмешаност во оваа информацијска војна, овој мај ја дополни со нови 56 актери. Но првата линија на отпор останува во Украина. Од безбедносни причини не ни беше дозволено снимање на локацијата на која се наоѓа Центарот за справување со дезинформации, тело на Националниот совет за безбедност на Украина. Тоа е главната институција на државата задолжена за одбрана во комуникацијската сфера. Центарот функционира од 2021-та, што значи дека и пред почетокот на агресијата, Украина се соочувала со лажните наративи на Москва. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то це в першу чергу крос-платформенне поширення. Вони намагаються поширювати свої деструктивні наративи, як за допомогою публічних заяв, державних медіа. І тут потрібно розуміти, я ставлю маленьку ремарку, що незважаючи на те, що державні медіа російські заблоковані на території України, в нас все ще діє Телеграм і всі російські медіа там представлені. Тоа е и дел од секојдневниот мониторинг на Центарот, анонимните руски телеграм канали и обидите да ги локализираат активностите. Також є мережа анонімних телеграм-каналів, яка називається «На самом ділі», і вони теж побудовані спеціально, наприклад, «На самом ділі» в Одесі для впливу специфічно на жителів Одеси, або «На самом ділі» в Києві для впливу на жителів Києва. Також вони створюють анонімні телеграм-канали, які позиціонують себе як інсайдерів, немов в них є певні інсайдери в Офісі Президента України, в Генеральному штабі, в Міністерстві оборони, і вони подають свою інформацію, свій деструктивний контент, нібито як якась така інформація, яка їм була надана ексклюзивно. Це теж одна із тактик. Во Центарот велат дека секоја недела регистрираат најмалку по 100 таргетирани операции од ваков тип. Нивната логика е речиси секогаш иста.
Дуже важливо зазначити, що росіяни намагаються використовувати вразливості, які є в українському суспільстві, і вони роблять це не тільки з Україною, і з міжнародними партнерами. Якщо ми говоримо про питання мобілізації, економічних проблем, корупції, вони намагаються брати ці проблеми і їх гіперболізувати, використати проти нас. Також це підміна контексту або надання маніпулятивних висновків. Тобто вони беруть якусь реальну ситуацію, надають цьому маніпулятивний висновок і намагаються вкласти це в голову аудиторії. Щоб аудиторія думала, і це найгірше, що до цього висновку вона прийшла сама. І з цим дуже важко працювати. Но дури ако оружјата замолкнат утре, оваа борба нема да заврши. Мирот што го посакуваат и Украина и меѓународната заедница може да донесе нова студена информацијска војна. We've got to understand this. Once there's a kinetic pause in the fighting, if there is a kinetic pause, if there's another Minsk 3 or whatever, then Russia pours all its energies into the hybrid information space. And then it might be easier because then the cohesion that comes from struggling against ballistic missile attacks disappears. Then all the divisions in Ukrainian society become much more rife for exploitation. And most importantly, the partners will be less motivated to support Ukraine. Because at the moment, as long as there's rockets hitting the Lavra, the European unity is relatively strong. The moment that stops, Russia is making economic offers to its allies in Germany and France, in Poland even, semi-allies. They're flirting within Poland, let alone Bulgaria, let alone Slovakia, let alone Spain and other countries. The moment the bombing stops and the Kremlin is in a position to play its old games of financial incentives, covert influence, and propaganda, then things get much harder. Оваа проценка се однесува и на Западниот Балкан, кој се смета за меко ткиво на руското влијание. Во низ извештаи што влијателни меѓународни организации ги објавија во последните години, се предупредува дека Балканот е во нишанот на Кремљ и дека тоа треба да се превенира. Еден пример е истражувањето на Италијанскиот институт за меѓународни политички студии насловено "Факти наспроти фикција", разбирањето за руското влијание на Западниот Балкан. Во документот, меѓу другото, се заклучува дека Европската Унија мора да го пополни јазот настанат по повлекувањето на САД под администрацијата на Трамп и да ги поддржи локалните организации кои промовираат демократски стандарди и владење на правото. Аргументацијата е дека без тоа не само што се овозможува руско влијание, туку и појава на проруски автократски системи на Балканот. 360 во Киев, Владимир Мирчевски. Во продолжение, Сречко Поповски ни ја носи новата саботажа. Да ја видиме. Цената на политичкиот инет секогаш ја плаќаат граѓаните и тоа со висока камата. Времето не стои, па реактуализацијата на популарниот БРТ покажува дека блокадите се исклучително исплатливи за политичките кариери, ама погубни за скопскиот сообраќај. Овој проект се очекува да врши заклучно со 31 декември 2026 година. Што значи дека нов еколошки јавен превоз ќе имаме од 1 јануари 2027 година. Подсмевањето не носи никаков ефект. Наместо за неколку месеци од денеска оваа власт да ја сече лентата и да го капитализира проектот, часовникот, што тие самите го стопираа пред 5 години. Дури сега, повторно почнуваат да го навираат. Излеговте со објавата дека се почнува и дека се решено да се почне, излегува и обвинување дека можеше тоа да се почне 4 години порано, односно дека вашата политичка партија ги почеше тие процеси во Советот на градскиот бюджет. Какво се вашиот коментар за тоа? Видете, јас одбегнувам генерално да се занимавам со минатото. Лесно е да се бега од минатото, особено кога во него се гледа кој стиска на кочниците. Ако денеска проектот може да биде благословен, останува нејасно што точно се промени, аргументите, бројките и реалноста, или само позицијата од која се толкуваат. И конечно, зарем истите, сега не се земаат предвид. Ваков проект е изводлив и реално потребен за градови кои што се многу поголеми од Скопје, како по површина, така и по број на жители.
БРТ не стана поизводлив, Скопје не се зголеми, математиката остане иста, се смени само адресата од која се гледа проектот. И покрај видливата промена на политичкиот агол, и натаму, упорно се тврди дека никој не бил против. Јас никогаш во ниту една моја изјава не сум кажал дека проектот не треба да се реализира. Ниту пак се сеќавам дека било кој рекол од мојата политичка партија дека не треба да се реализира. Може би е точно, може би политичката меморија има селективен режим за риквец, но важно е дека тие што сега ќе хвалоспеваат, тогаш биле не само воздржани, туку експлицитно изразувале несогласување. ВМРО, ДПМН и коалицијата секогаш имаат став, а тоа е нашето мислење дека БРТ нема да го среди проблемот во градот Скопје. Решението не е осмислено, не е функционално и не е добро. Ова законско решение се носи со нов заем од 70 милиони евра за брз автобуски превоз. И сето тоа би било добро кога би било реално. И на крајот, за тоа што навистина било реално, а што не. Дали проблемот навистина лежеше во тоа дали заемот е помал, ист или поголем, или во нешто сосема друго. Кажете им на граѓаните, БРТ у Скопје ќе има кога ќе дојдеме на власт у Скопје. Кажете го тоа. Што се мачите 4 години да не се реализира? Излегува дека БРТ не било ниту невозможно, ниту нереално, туку заглавено во политичкиот кружен тек. Кружен тек во кој граѓаните изгубија цели 5 години, само за да стигнат на истата, на почетната станица, на која пат ќе го чекаат истиот автобус. За вечер вас завршуваме. Ново издание од емисијата ќе гледате в понеделник на МРТ1. Пријатно!